Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, само колку да не остане незабележано напорот и борбата која што правевме изминатиот период. За жал, прекршени беа деловникот, прекршени беа закони, прекршени беа одлуки за формирање на пратенички групи, беа донесувани смешни образложенија, беше повикувано на погрешни членови, беше кажано дека оваа одлука не може и измената на комисијата се направи без да има одлука на матично тело. За жал видовме дека тоа важеше одреден временски период, потоа се премина на насилничко однесување, на кршење на деловникот, на донесување на одлука надвор од сите права. Ние како пратеничка група реагиравме. Македонската јавност можеше тоа да го види, меѓутоа еве, согласно процедурите и деловникот, точкава доаѓа на дневен ред. Се повикувавте на погрешни членови 114 и 118, каде што се вели дека собранието врши избори, именување и разрешување на носители на јавни и други функции, иако стануваше збор за пратеник кој што беше поставен на конститутивна седница согласно одлука и согласно член 108 која разработува оваа проблематика, избор на претседател и членови на работни тела и нивни заменици и членови и заменици на постојани делегации на собранија, меѓународни собранија и претседатели на членови на пратенички групи на собранија за работка други парламенти се врши од редот на пратеници од собранието по предлог на Комисијата за избори и именувања. Прашањата за избори и именувања врз основа на листата која што предлагаат пратеничките групи. Ова не го направивте, ова го дискутиравме подолг временски период и еве доаѓаме до кулминацијата, односно решението, каде што мнозинството во собранието врз основа на силата на бројката, не врз основа на силата на правото и деловникот, ќе донесе една одлука која што е срам за македонската демократија. Меѓутоа решени сте да го направите тоа. Во името на пратеничката група на ВМРО ДПМН сакам да ви информирам дека ние нема да гласаме за оваа точка, затоа и не гласавме за дневниот ред, затоа што на овој начин ќе ви ја легитимираме, односно легализираме дивоградбата која што сакате да ја воспоставите во собранието, а по однос на Комисијата за избори и именувања ви укажуваме дека секој предлог кој што ќе дојде ќе биде добро анализиран, добро одмерен и јасно и гласно обзнанен на македонската јавност, бидејќи очигледно тука ќе ги правите најголемите партиско-владини дилови и решенијата кои што ги давате како да кажам, предупредувам да бидат издржани, затоа што секое партиско решение или секое решение кое што доаѓа од местна организација или од штаб ќе биде обзнането пред македонската јавност. Така да, уште еднаш да повторам дека ние нема да го поддржиме ова законско решение, не гласаме и нема да дозволиме легализација на дивоградбата која што ја воспоставувате во парламентарниот дом. Благодарам. Горан Мисовски реплика. Реплика Горан Мисовски.